По овој преглед на вестите, почитувани гледачи, ја продолжуваме отворената програма, минути, скоро 1 час посветени на нашето здравје, она што и во првиот дел го најавив кратко. Денеска зборуваме за прекомерната употреба и злоупотреба на антибиотиците, она што лекарите постојано го апелираат и го упатуваат како совет и препорака до сите нас, е дека треба да бидеме внимателни и малку да ја смениме целосната ситуација, посебно ние кога сме во улога на пациенти во поглед на употребата и злоупотребата на антибиотиците, бидејќи Македонија се уште е меѓу земјите со најголем процент на отпорност на бактериите кон антибиотици. Треба сериозно да размислиме, да ја сватиме целата оваа ситуација и малку поодговорно да се однесуваме кон сето ова. На оваа тема денеска разговараме со доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар неонатолог од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, фала на поканата. Так, нешто што е актуелно и во овој период од годината, како и секоја измината година, во текот на ноември, оваа година од 13 до 19 беше светска недела посветена на отпорноста на бактериите кон антибиотиците, односно прекомерната употреба или злоупотреба. Да, оваа недела беше, значи, се зборуваше доста до душе, тоа се зборува со децении наназад, за резистентност, односно отпорноста на микроорганизмите кон антибиотиците, и таа тема може да е интересна од еден многу едноставен аспект. Знаете, 1929 година Флеминг сосема случајно у петок, заборавајќи ја Петриевата шолја, во понеделник кога дошол го открива пеницилинот. Тој прв пат применет 1942 година над еден војник кој што боледувал од една сепса, стрептококна, прв пат е даден. И до крајот на Втората световна војна пеницилинот, односно антибиотикот, се користел само во војската. Од 45-та, односно 46-та година се користи кај населението и замислите ние само 70 години колку го имаме на располагање пеницилинот и после тоа сите други антибиотици, во однос на сите оние милениуми години предходно, дојдовме у ситуација во последните 15-20 години да збориме за бактерии кои што се мултирезистентни, не реагираат на ниеден антибиотик. Трагедијата е во тоа што во таа приказна, да кажам, за таа пандемија на отпорност на микроорганизмите, уствари кумуваме на некој начин уназад и ние како лекари и нашите пациенти, зборам глобално на цело ниво на цел свет. Меѓутоа, од друга страна, одговорни земји во последните 25-30 години вршат страхотно добра контрола на потрошувачката на антибиотици, не во смисол на припишувањето, него едукација и на лекарите и на населението дека навистина нема потреба да се даваат тогаш кога нема потреба. Впрочем, сите наши статистики во медицината кажуваат дека особено кај децата, а и кај возрастните нормално, дека негде 85% до 90% од сите инфекции што ги имаат луѓето во тек на една година се вирусни инфекции. Таму давање на антибиотик е, ние викаме во медицината, нонсенс. Значи, нема никаков, апсолутно никаков медицински резон. Не постои антибиотик кој што може да убие вирус. Наспроти тоа, треба да се користи само таму каде што имаме јасна бактериска инфекција. Уосталом, самиот збор антибиотик значи антибиос или против живот, значи убица на бактериите. Так, да се направи едно добро испитување и да се види за каква бактерија и дали станува збор за бактерија и тогаш да се апсолутно, значи давањето на антибиотиците има единствено резон само таму каде што имаме чиста, јасна, клинички, лабораториски, како сакате кажете, значи све направено комплетно како диагностика, каде што имаме бактериски инфекции. И тука треба да се бира кој антибиотик се дава. Постои голема разлика меѓу децата и возрастните. Например, ние во педијатријата сме релативно доста поограничени за разлика од возрастните. Има лекови кои што едноставно антибиотици кои што едноставно не ги даваме, не се за деца, да кажем. Да. И треба да се внимава и да се знае кога, како и колку треба антибиотикот да се користи. Многу е важно потоа да се почитуваат и советите на препишаното од лекарот и упатеното како совет. Да, велите да, свеста треба генерално кај сите нас, кај лекарите веќе свеста е на повисоко ниво. Така, лекар кој што не препишува антибиотик не е лош лекар, напротив е добар лекар кој што мисли за здравјето, дали на детето или на возрастниот. Ама кај нас општо популацијата, кога ќе бидеме во улога на пациенти, ние треба малку
посериозно да размислиме или малку повеќе да бидеме едуцирани? Па да, знаете како, објективно стравот од некоја болест ги влече родителите или нас самите како возрастни да земеме некакви лекови. И обично, ако се распрашате низ амбулантите, да речеме кај нас или било каде, првата реакција на родителите е да речеме кога детето ќе качи температура, веднашка влагаат во третман прво за температурата и се вклучува антибиотик. Температурата ја имате и кај грип. Нормално, и кај настинка може да се јави, и кај вирусен бронхит. Значи, дури и кај вирусно запалење на плуќа. Значи, ако имаме вирусно запалење на плуќа, не постои потреба да се даде антибиотик. Денеска постојат лекови кои што може да помогнат во вирусното лечење, ама треба да сме јасно дефинирани дека нема потреба да се дава било кое време и за било што. Впрочем, ако денеска во амбуланта влезат, јас стално го споменувам и на предавањата, таа статистика, да речеме, ако влезат кај мене 10 болни деца, а ја препишам 5 антибиотика, тоа значи не сум добар лекар, затоа што јасно е дека 8 до 9 од нив се сигурно со вирусна инфекција. Не дека ние треба да направиме рестрикција на употребата на антибиотици од друга страна контра, да кажеме, нерационално. Меѓутоа, треба да ги даваме и родителите да го прифатат тој третман да биде со почести контроли. Може да се случи, например, некоја вирусна инфекција да почне, на која може утре да се накалеми и бактериска, не е спорно. Ама тоа значи дека ако треба да вклучиме антибиотик, може да ќе го вклучиме втори, трети, пети ден од лекување. Тоа подразбира дека пациентот треба да дојде кај лекарот почесто, отколку што сега се гледаме. Например, знаете, на секој лекар, педијатар му е најлесно да пише антибиотик и после да не го види пациентот, ама тоа не е во ред. Тоа треба да биде перманентна комуникација и контроли, односно водење на пациентот, односно на детето, во интервал на еден ден, на 2 дена, ако треба, и така натаму. Анализите, исто така, знаете, во Европска унија има многу се ригорозни и строги во анализа на тоа што све се троши и како се троши. Например, ако ја видите картата на Европа, ќе видите дека најмалка потрошувачка на антибиотици глобално како потрошувачка, како број, кој што се дефинира, има еден термин дневно дефинирани дози, е во скандинавските земји. Не дека во скандинавските земји децата помалку се разболуваат. Меѓутоа, таму пак од друга страна резистенцијата, значи отпорноста на бактериите кон антибиотиците е најмала. Колку повеќе ги користите, толку повеќе отпорноста кон антибиотици станува се поголема. Контролирано се користат антибиотиците. Апсолутно се користат. Да, и цело време во ситуации и моменти кога навистина е потребно. Кога навистина треба. Треба да смениме многу работи овде кај нас. Така, ние со години го зборуваме ова и јас верувам дека барем малку нели сме се поместиле од некоја добро, сигурно, почетна или средна линија, така. Ако ги земете податоците што Македонија ги има, официјални, за официјалната потрошувачка преку Фондот за здравствено осигурување, тоа баш беше и тема на дискусија на еден симпозиум сега во тек на овој викенд, и ако на тоа го додадете она што велиме потрошувачка, каде што родителите купуваат или пациентите купуваат на приватно лекови, антибиотици, испаѓа дека Македонија е меѓу првите 4-5 земји во Европа по потрошувачка на антибиотици, нели по тие дневно дефинирани дози, така се дефинира тоа. Но она што е интересно, пак од друга страна, дека вие антибиотиците кои кај нас, например, одат на товар на фондот и приватно, што се земаат, односот им е 1:1, што во принцип во голем број од западните земји не е така. Значи, нема приватно купување на антибиотици. Нели? Значи, лекарот и да не препише антибиотик, на пациентот му е оставена колку толку можност да оди. Да, добро, мислам да може да купи, ние го велиме тоа на црвена рецепта. Меѓутоа, надвор од тоа, она што ја топло им апелирам на родителите и на наши и возрастни пациенти е да не им биде антибиотикот прва линија за лекување на грип. Например, сега вака драконски го кажуваме грип, затоа што тоа сега баш за брзо време и не очекуваме епидемија на грип. Дури вие ако видите
има многу пациенти и дечиња кои што се лекуваат во западните земји дури и со воспаление на бели дробови, кое што е вирусно, јасно докажано вирусно, без антибиотици. Тоа вака кај нас малце би било нели проблематично да се убедиме со родителите во тоа и да не биде секое минимално качување на температура или покачување на температура причина да се даде антибиотик. Или пак превентивно, како што и многумина. Така Превентивно и го никако. прават, Значи, превентивно давање, знаете како се, ако збориме превентивно, во постулатите на Европска Унија, кога збориме за органска храна за деца, например, под повеќете точки за тоа што е забрането, за да кажат дека е таа храна органска, стои дека кај животните кои што се одгледуваат, не сме превентивно да се даваат антибиотици. Значи, не сме кај животните, а камоли кај човекот. Камоли кај човекот, така. Да. Во другиот дел од студиото имаме две драги дами, Александра Котевска и Марина Стевчевска, кои што си се дел од нашата денешна публика, кои внимателно верувам го слушаат ова што со доктор Сајковски го разговараме, па може да поставите и прашање или пак да го кажете вашиот коментар конкретно за ова за што зборуваме. Каков е вашиот став за употребата и злоупотребата на антибиотиците? Колку вие тоа досега сте го користеле, дали само во ситуации кога било препишано од лекар, бидејќи Александра има две дечиња, а пак Марина ја чува својата 2-годишна внука? Во никој случај не почнуваме прво со антибиотици. Прва метода е масажа, лимун, домашни напитоци топли. Кога ќе дојде во другата фаза, кога ќе треба да крајна е више дека треба да се однесе на доктор, тогаш ги носиме, ама претходно не. Така, сте немале досега многу проблеми, веројатно добар имунитет кај вашите две деца, 13 и 8 години, така, Александра? И 9, да. И 9, така, да. Добриот јак имунитет е основата, нели, за детето да биде здраво и добро да го има убав квалитетен раст и развој. Господја Марина, вие чувате вашата 2-годишна внукичка, велиме бабите и дедовците секогаш го имаат големиот удел, нели, во растот и развојот на децата, па и се грижат за нивното здравје. Каков е вашиот став околу оваа тема за која разговараме и како се справувате со настинките, вирусите кои што се неминовни, се разбира? Така, во принцип, јас сум против антибиотиците без потреба, да се зимаат или како превентива, како што кажа докторот, внимателно го слушав. Јас за внуката, да речем, гледам што повеќе да јаде здрава храна и органска храна, продукти кои содржат природен антибиотик, за да има подобар имунитет. Во принцип сум против антибиотиците. Докторот да ни каже подобро дали антибиотикот прави зависност, ако го пиеш, да ќе мора после 2 недели повторно организмот да бара антибиотик да пиеш. Значи не знам тоа колку е точно и од таа причина јас гледам што помалку да може внуката да прима антибиотик. Она има некој имунитет колку може да има за 2-годишно девојче. Ама во принцип, како што кажа и другата гостинка, значи повеќе сум за витамин С, за мед, за лук, за такви работи кои се здрави. Така, да. Сега ја чувате внуката, а се размислували да ја пуштите и во градинка, барем на некоја до 3-годишна возраст? Имате ли такви размислувања во семејството или пак баба ќе ја чува до тргнување во училиште? Па, јас мислам дека јас ќе ја чувам додека да тргне на училиште. Така. Сега ако решат родителите другачие, тука нели сепак се тие мајка и татко, ама мислам дека јас ќе чувам додека тргне на училиште. Така, да. Не секогаш секој има можност, нели, детето кој да го чува, меѓутоа убаво и да се оди во градинка, а стравот од настинките, вирусите и честите отсуства од градинка, нели, заради болеста ги одвраќа родителите и наоѓаат други начини на чување. Да, тоа е најчесто. Меѓутоа, морам да одговорам на ова што го спомнавме, што нели го отворивме као тема. Овде се отворија неколку точки кои се многу битни. Знаете, морам да ви кажам една работа која што е многу важна, дека балансот во имунолошкиот систем на телото и кај детето и кај возрастниот човек е баланс на животот, односно на здравјето. Ако кажете дека балансот на животот е, нели, односот кариера, семејство, здравје, нели, работа, сето тоа, основата на здравјето е балансот на имунитетот.
да не ги замараме гледачите со структурите на имунитетот, али има еден дел што се вика ТХ1, ТХ2, кај децата кои што се мали во период во првите 5-6 години, тој ТХ1 е малце послаб. И затоа децата имаат право да се разболат повеќе отколку ние возрастните, значи да фатат инфекции отколку возрастните, затоа што таму негде 6-та година дури само 45% станува имунолошкиот систем еднаков на нас возрастните. Меѓутоа, од друга страна, ако тоа го префрлите во возрастната категорија, тој истиот ТХ1 систем почнува да опаѓа и вообичаено во биологијата на човекот е над 65-та година, кога ќе падне тој имунитет, постепеното старење, старите лица да се повеќе изложени на инфекции и на малигни болести. Меѓутоа, она што ние денеска го гледаме реално, тоа е дека оваа храна која што се внесува, ова борба во земјоделието за добивање на ефтина храна не доведе до користењето на многуте пестициди, органофосфати, хербициди, уствари влијаеме на имунолошкиот систем кај децата и да ние денеска гледаме уште полоши состојби, значи појава на се поголем број на малигни болести кај деца, на автоимуни болести кај деца, астма, например, деца кои што јадат во првата година од животот поголеми количини на хербициди, имаат 12 пати поголема шанса да развијат астма во првите 5-6 години. Значи, ние во минатото, ако се вратиме назад, астмата не била честа кај деца. Сега е се почеста. И се повеќе слушаме за неа и се повеќе се зборува. Така да, ова што го спомна гостите и јас со нив апелирам, колку почиста храна не е мода да се јаде органска храна. Тоа не е мода, верувајте. Тоа мора да биде така. Потреба. Ние влагаме често пати како педиатри во колизија со луѓе кои што се бават со носење на или производство на храна, да кажеме, затоа што денеска е тренд да се произведе поголема количина храна, многу е голем бројот на населението, меѓутоа таа храна ни носи, од тој внес ни носи многу лоши карактеристики. Впрочем, сакам само ова да ви споменам. Клучниот проблем во човечанството се случува од 1745 година навак. Од почетокот на индустријската револуција. Значи, за сиве овие 300 и колку години, ние фактички имаме комплетна промена во структурата и начинот на живење. Нашето тело, телото на нашите деца, биологијата на телото не е навикнато на тоа. Што значи тоа? Во последните, значи, во тие 4 етапи на индустријската револуција, страотно е внесена многу поголема количина на масти, се внесуваат многу трансмасни киселини, така наречени омега-6 масни киселини, а паѓа внесот на здравата храна, особено на омега-3 масните киселини. И одеднашка сега, вие денеска, последиците од сите овие години, ние почнуваме да ги гледаме се поинтензивно. Децата, ако внесуваат во својата храна, значи кога ќе почнат родителите со дохрана од 5-6 месец, 4-5-6 месец, како оди дохраната, ако внесуваат храна која што е богата со пестициди, они може да доведат до тешко нарушување на имунолошкиот систем, значи суптилни нарушувања на имунолошкиот систем, и во таква ситуација ние се сретнуваме со деца кои што имаат 2 години, 3 години, тргнат у градинка и се нонстоп болни. Значи, не дека децата не треба да одат у градинка, не е спорно дека градинките се добри места, може да добијат децата добра едукација, меѓутоа проблемот е што кај многу наши луѓе е мислење дека органската храна е мода. Не, апсолутно не е мода. Значи, во Македонија органска храна се произведувала пред 100 години. Денеска веќе не. Многу тешко можете да најдете органска храна која е природно растена, нели, количината на производството е мала. И за таа органска храна треба да се знае од каде се. Апсолутно, треба да се сертифицира, нели, нормално. Меѓутоа, сакам да ви кажам, значи, покрај оној проблем кој што ние стандардно развојно го имаме кај децата во првите години од животот, да им е имунитетот малку послаб, тој уште повеќе се мултиплицира сега. А да не збориме за влијанието на
полициклични ароматични хидрокарбони, така ги викаме, кои што доваѓаат од аерозагадувањето. Значи, и тоа ни е еден голем проблем кој влијае на имунитетот на дишните органи, влијае и глобално на имунитетот. И сега, нормално е да сите родители и баби и дедовци се наоѓаме во една ситуација да едноставно како да се избориме со имунолошкиот систем, а да детето не добива инфекција. Ако ќе добие инфекција, ви имате, например, се случува да имаме деца да ни доаѓаат на прегледи да 3 месеца е континуирано на антибиотска терапија. Тоа исто така не може. Ефект нема, нели? Период да постојано да биде на антибиотици. Сакам да ви кажам уште една работа што го спомнавте. Има една работа која што е многу важна. Ние почнавме да бегаме од она што се вели она што природата ни го нуди. Значи, едноставно тргнавме многу да станавме хемија. Многу станавме хемија во смисол на да не речем дури и таблетомани. Се ни е полесно витамини, минерали, се што треба само преку една таблетка. Преку една таблетка, да, сигурно. Меѓутоа, сите витамини до еден, кои што се од природно потекло, имаат поголема ресорбција во цревото, еве и С витаминот кој што беше спомнат, отколку синтетичките витамини. Значи, тоа е исто така едно златно правило во медицината. А кога го... се извинувам што ќе ве прекинам, велиме да, мораме да внимаваме со употребата на антибиотици, но природните антибиотици можеме да ги користиме и треба да ги користиме така колку што треба. Само да се префрлиме во делот на кујната, каде што е Јелена и токму со природните антибиотици ни е поврзано сето тоа. Да, токму така, јас сум овде. Биле само на самиот почеток сакам да го покажам оно кој што го направивме со госпоѓата Елизабета предмалку, затоа што нели требаше време да се испече. Тоа е питата од компири, мислам дека се гледа, веќе е готова, така да ете, да заврши овој дел од отворената програма, ние ќе се почастиме. А јас секако го слушам внимателно докторот и од овој дел од нашата кујна и секако имам барем она кој што го читаме многу често и на интернет за природните антибиотици, нешто по кое што нели сите го имаме дома и нешто кое што навистина многу може да не заврши голема работа кога имаме некој одреден проблем. Затоа барем мислам дека докторот ќе се согласи со мене, тоа е медот, кој што бил нели стар лек уште од времиња и се служил како лек за најразлични рани и болести. Овде го имам циметот, еве го овде, само се ги префрлам од едната страна на другата. Го имам лукот, сум читала и за ѓумбирот, за зелениот чај исто така кој што многу се препорачува. Значи мислам дека многу е голем бројот на природни антибиотици кои што луѓето е препорачливо да се ги имаат дома нели кога имаат одреден здравствен проблем. Мислам дека докторот ќе се согласи барем за овие намирници, за оние кои што ги спомнав како што се кокосовото масло исто така не го кажавме, ѓумбирот го спомнавме и така натаму. Да, ова е ова? интересна тема. Ако кажеме за природните антибиотици, овде ви фали една работа, тоа е цитрусното овошје. Мислам во самава презентација. Точно е, да, дека приказната за лукот дека има антивирусни, антибактериски својства доаѓа уште од времето на доктор Вајс од Првата световна војна, чие срце иначе е погребано на Камакчалан на границата на сегашната актуелна граница меѓу Македонија и Грција. Човек кој што беше испратен од Светска здравствена организација да испита ситуацијата на фронтот и он прв ја покажа тезата дека користењето на поголеми количини на лук делува антибактериски, антивирусно, значи баја одамна да кажам, нели? И точно е дека природата ни нуди повеќе форми на природни антибиотици, ѓумбирот како антиоксиданси, како има во себе антибактериско дејство. Само тука ќе дополнам уште нешто, па ќе го спојам со она што го викаме ние во фармацијата антибиотици. Тука е исто пулпата и семката од цитрусните овошја, кои што имаат огромна количина на биофлавоноиди, кои се веројатно најмоćните природни антибиотици или антивирусни лекови за кои што знаеме во медицината. Например, нивното откритие сосема случајно пред 30 години во Харвард, еден студент го има откриено нивното дејство како такво. Но она што треба да го сватиме тоа е дека кога ги користиме намирниците кои што имаат антибактериско и антивирусно својство, дека количината на нивна во, да речеме, во лукот, во ѓумбирот, во цитрусните овошја е мала.
и дека они нас ни помагаат покрај тоа со антиоксидативниот ефект за уништување на микроорганизмите во нормална рутинска ситуација. Меѓутоа, кога ќе дојде моментот да се добие воспаление на грло, на пример, зборам се, стрептококно, или да се добие запаление плуќа, бактериска, или сега кај децата, на пример, во школска возраст, е зголемен бројот на деца со така наречена атипична пнеумонија, тие се легионели, микоплазми, така натаму. Тука веќе треба да се вклучи антибиотска терапија, каде што веќе имаме концентрација, фактички висока концентрација на антибиотик усмерен кон самата бактерија. Она што е, исто тука има и други, ако ги споменавме од природните се и оревот, например, има исто така антибактериско својство. Меѓутоа, тој е уште еден доказ дека човекот со милениуми години наназад се балансирал во животот со микроорганизмите. Впрочем, само една вака тривијална информација дека човековото тело, ние имаме повеќе микроорганизми на нашата површина и внатрешноста на телото, 100 до 400 пати повеќе микроорганизми отколку клетки со кои што живееме. Тоа е една страхотна симбиоза. Само два големи соја на микроорганизми кои што живеат во нас или на нас се природни подпомагачи. Тоа се лактобацилуси и бифидобактериуми. Тоа се пробиотици, уствари. Сите други може да предизвикаат болест. Ние кај новородени деца, например, гледаме, например, кој ќе се роди бебето, оно е стерилно во моментот во матката, кој ќе излезе се колонизира со бактерии и може да се појави инфекција на кожа која ја викаме пиодермија. Тоа е стафилококна инфекција, ама многу ретко има потреба да користиме системски антибиотици за лекување. Значи, навистина треба да дое до пробив на бактеријата во крвта, до сепса и така натаму. Меѓутоа, треба да се има во предвид дека борбата за помало користење на антибиотици ни у кој случај не е во интерес, сега морам вака да го кажам од друг аспект као педијатар, не е во интерес да се намали трошокот на лекување, да се намалат трошоци на административен апарат, да речеме на фондови и така натаму. Тоа е директна борба да се намали неговата апликација и потенцијалните негативни ефекти што може во телото да ги има. Оти видите, секој антибиотик внесен во телото може да делува и на дел од бактериите кои што живеат кај нас. Затоа е и правило, да речеме, кај секој кој што пие антибиотик, мора да пие и пробиотик, и може да настане дисбаланс на цревната флора. Нели, мора да се даде. Пробиотик се лактобацилуси или бифидобактериуми. Спомнавте, да, и главната цел е всушност да ги користиме во ситуации кога треба да се лекуваме. Така, ако станеме отпорни, тогаш попусто ни е и нови лекови, нови начини на лекување, ако тие не делуваат. Така, да, апсолутно. Знаете, да се избори со сето тоа. Фармацевтската индустрија, вака или онака, троши огромни пари за да се добие некој нов лек. Некои информации, математики, ако смеам така да кажам, кажуваат дека за да се открие нов антибиотик, треба да има повеќе од 3 милиони нови хемиски субстанции, од кои една може да стане антибиотик, а одредени компании кои што прават такви истражувања може да ги чини цел тој процес и до 2 милиарди евра. Значи, тоа се огромни суми кои што се трошат за да се добие некој антибиотик. И сега нашето неодговорно давање или неодговорно користење од страна на родителите може да не доведе у ситуација да за 10 години ние фактички го изгубиме тој антибиотик да го користиме. Тоа е нешто што навистина го апелирам, да, не е спорно дека со воведување на антибиотиците исчезна и со вакцинациите нормално исчезна дел од болестите кои што фактички го уништува населението, значи нели имаше многу инфекции. Иако денеска ќе добиете податок, например, фрапантен, дека во Соединетите Американски држави годишно умираат 600.000 луѓе, стари луѓе, стари кои ќе кажеме, нели, над 70 години, дека главна причина за смртта од тие 600.000, основна причина е стрептококна инфекција, стрептококни пнеумонии. Меѓутоа, тоа се должи на нивниот полош имунитет, да кажам, али и веќе голема резистенција на микроорганизмите во Соединетите Американски држави. И уште овој податок, чисто како податок, дека Европа е
доста вака рестриктивна во тој дел, е податокот, например, дека во Европа се трошат 30% помалци антибиотици отколку во САД и во Канада. Значи, помалце даваме тука. Така да тој аспект, значи, ја не сакам да никој да ме свати да ги оцрниме антибиотиците, али треба да знаеме точно каде е нивното место и да го дадеме тоа. И она што сега ќе се вратаме она што го спомнавте за природните антибиотици, она што ние треба суштински да го правиме, тоа е да влијаеме позитивно на имунитетот на децата, да нивниот прво да не го оштетиме имунитетот на децата за да дојде до појава на инфекции, тоа да не го оштетиме подразбира да имаат здрав живот, да имаат здрава храна, да се користат намирници кои не се прскани. Јас само ќе ви споменам овака една исто пак ќе речам тривијална ситуација, значи кога јас бев дете, патлиџан во јануари немаше. Едно време кога се појави во јануари тој беше толку скап што не можете да го купите, а сега го имате и не кошта ништо посебно, нели? Меѓутоа не е вкусен и не е толку здрав, нели, како кога ќе му дојде сезоната кога треба да го По принцип е многу, ја не викам се тоа може да се увезува, нели, сето тоа, меѓутоа зборам за тој што се произведува. Значи прво да ги заштитиме децата со квалитетна храна, што поорганска, значи пак втор пат ќе споменам, тоа не е мода. Нешто што мора да се направи тоа е да се заштити нивниот имунолошки систем и ако имаме деца кои што се вака на возраст као внучето на нашата гостинка 2 години, а тргне во градинка и прави чести инфекции, да му се даде покрај исхраната, која што е добра, да се дадат и некои помошни средства кои што може да го продолжат, да го појачаат неговиот имунитет. Апсолутно, да. Имаме и гледач на линија, да го слушнеме и неговото прашање. Добар ден, повелете. Ало? Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторот, до вас, Билјана, до Елена и до гостинката. Ви благодариме. Прекрасна тема, поготово за помладите. Ние постарите кои што чуваме внучиња веќе на некој начин сме навикнале дека антибиотиците не треба да ги земаме нити на своја рака, нити пак во ситуации кога не е потребно. Бидејќи, еве, ќе го прашам докторот 2 прашања, мислам и се надевам дека нема да ми замери. Колку мене како баба која чувам внучиња, познато ми е дека до 38 температура не треба да се даве дури ни антипиретик, бидејќи самиот организам треба да се избори, својствено се бори против ако е вироза. Меѓутоа, ако се работи за бактериско воспалување, веќе детето качува по висока температура 39,5-40, тогаш дали е во ред да се даде антибиотик од страна на педијатарот, велам педијатар бидејќи исклучиво се работи, па и за возрастен, не само за деца. Без антибиограм, бидејќи не се знае за која бактерија се работи, значи пред давање на антибиотикот да се направи антибиограм. И второто прашање за кое што би молела да ми одговори докторот, зашто за децата, например, во енормно висока температура 40, со 5, со 6, не се дава линкоцин и дексазон, мислам, мене ми се случило, тоа го кажувам од искуство, на дечиња 3 години, мислам, ми беше даден одговорот и потоа си примаше малата, мислам, линкоцин и дексазон, бидејќи се работеше за многу висока температура. Требаше да се чека на клиника резултати од крв, ајде втора смена резултати од мокрача, а детето веќе се губи. Значи, во такви ситуации зашто не се дава линкоцин и дексазон на дечиња, бидејќи дојдовме до сознание дека 1/3 од ампулата од линкоцинот треба да се употреби, а 2/3 да се фрлат. Иста е со ситуацијата со дексазонот. Така, да. Ви благодарам, убаво ве слушнавме, убаво ве разбравме, така доволно беше сето, доктор Сајковски, за да го слушнете и одговорите. Да, значи прво овака за температурата, првото прашање и за давањето на линкоцин и дексазон. Значи, температурата е, дефинираме една работа, температурата е одбранбен механизам на телото при инфекција. Кога температурата на детето или на возрастен човек ќе дојде на негде 38,5, значи збориме тука негде,
не треба да се даваат лекови за смиње на температура, барем не првите 10 до 12 часа. Зошто? Затоа што температурата кога ќе почне да се качува, без оглед дали е вирусна или бактериска инфекција, во првите 12 часа имунолошкиот систем на детето, односно возрастниот човек, ја препознава ситуацијата, испраќа цела армија на клетки имунолошки до местото на инфекцијата и почнува да продуцира така наречени килер лимфоцити, убици, да кажам така, нели и низа други хемиски субстанци во телото, антитела кои што се борат против инфекцијата. Ако ние во првите 10 до 12 часа на едно дете кое качува таква температура му дадеме антипиретици, постои ризик да не нормално, да не се ослободат од температурата е стимулан за ослободување на војската имунолошка. Тоа е знак дека се случува нешто во телото, знак за инфекција и они идат до местото на инфекција, клетките, нели, и продуцираат после антитела. Ако ние дадеме антипиретици, во тој интервал ја симнеме температурата, уште 37,5 или 38, постои опасност да секоја наредна инфекција организмот не реагира, да го направиме, американците викаат, имаат термин, ќе го кажам оригинално, lazy immune system, значи мрзлив имунолошки систем. Не е поентата наша да го правиме. Да, сакате да кажете. Од друга страна, јасно е дека ќе се даде антипиретик ако е 40 температура. Значи, меѓутоа, ве молам, немојте, оваа комбинација која ја спомена гледачката на телефон. Дексазонот не е лек за смиње на температура. Значи, ние кај децата не користиме многу медикаменти, као типови на медикаменти за смиње на температура, затоа што како што и високата температура може да направи некоја реакција во телото у смисол на грчеви, да кажеме, од кое што највише се плашиме сите, да кажем глобално, посебно родителите, тие грчеви на висока температура пак од друга страна не се опасни затоа што сами по себе не оставаат последици најчесто. Но сакам да кажам дека не ни е поентата да ја симнеме брзо температурата. Постојат и други лекови кои што возрастната популација ги користи, ја дури не сакам да ги споменам, кои што може да ја симнат температурата. Меѓутоа, секое нагло симење на температура може да е поголем тригер да се појават грчеви. А дексазонот како лек ние велиме антиинфламаторен лек. Меѓутоа, тоа е хормон. Значи, целата таа група на лекови, урбазон, дексазон, или целата таа група, се хормони. Тоа се многу моćни средства. Само да ви напоменам дека едно време, па и денеска, тој тип на лекови, меѓу другото, се користат за лекување на малигни болести, како цитостатици. Значи, а малигната болест како цитостатик е у суштина да се сруши имунолошкиот систем, значи да се убијат клетките малигни и во исто време да падне имуниот систем кој што ги продуцира, односно не може да се избори со малигните клетки. Значи, зошто би му дал на некого цитостатик? Ја во животот мој дексазон не сум напишал за температура, искрено да ви кажам, немам намера да го направам тоа. Така, затоа ни се потребни ли советите и консултацијата. На самиот крај, многу кратко во минута и пол, вашата препорека до сите нас. Да, треба да станеме свесни, треба малку повеќе да размислиме и конкретно и да делуваме, за да не дозволиме за некои болести кои што само со антибиотици се лечат, да бидеме во ситуација да не можеме да ги излечиме. Ако е во кратко само, значи многу топло апелирам до сите возрастни луѓе, сите родители, сите баби, сите дедовци, за децата, внуците и па и за нив, да користат антибиотици само тогаш кога навистина треба. Тоа е само тогаш кога инфекцијата е бактериска. Дека тоа најчесто фактички им треба совет лекарски, тоа е апсолутно така. Најдобре носите ги своите деца кај педијатрите. И редовни прегледи и контроли, апсолутно. така? Но морам уште на крај да ви кажам една работа, дека она што го споменавме околу тоа што природата ни го дава, а дали го користиме или не, само сакам да ви споменам еден податок кој што е многу интересен, дека најстариот човек на планетата Земја по Гинисовата книга е Ширачи Ферзали, човек кој што е азербејџанец, човек кој што живеел на Кавказ и живеел 168 години. Цел живот јадел, односно пиел кефир.
а тоа е пробиотик. Значи, пробиотиците се една од компонентите за продолжување на животот заради регулирање на имунитетот. Така, почнавме веќе да ги сваќаме и да ги користиме и да ги чувствуваме придобивките, ме веројатно и за тоа ни треба малку повеќе време, така? Па, за да веројатно, разбереме да. што се всушност пробиотиците и зошто ни се толку потребни. потребни. Да. Ви благодарам што ни бевте денеска Благодарам. гостин. Благодарности до Александра и до господјата Марина кои што ни беа во делот на публиката и искоментира и дадоа дел од своето мислење нели за оваа тема за која што ние денеска зборувавме. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое досега не следевте.